Дури 45% од жените во Македонија доживуваат насилство во некоја форма, физичко, ментално или емоционално, најчесто премолчено или потиснато. Ова го покажа истражувањето на Министерството за труд и социјална политика во соработка со британската амбасада и Фондот за население на Обединетите нации, кое што беше презентирано деновиве, податоци кои што не поттикна за ова да дискутираме и со Фросина и со Мирјана, која што имаме во студиото 3 на МТВ, но со неа ништо подоцна. Фросина, добро утро, се надевам дека се слушаме и гледаме. Добро утро. Благодарам за позитивниот одговор прво за гостување во Македонија наутро на тема која што сметавме дека е сериозна и треба да говориме за неа. Спомена во најавата 45%, нималку мала бројка, аларм дека генерално на жените како никогаш досега им е потребна заштита? Па, алармот за нас што работиме со насилство секогаш е на црвено и на најако ни покажува дека, иако нели во јавноста можеби не се знаат овие информации, насилство има, жените страдаат, меѓутоа добро е што од време на време овие бројки може да ги види и јавноста, за да се надмине би рекла, оној мит, дека тоа е ретка појава, се случува само во изолирани нели средини или им се случува на не знам некои жени кои што можеби се поранливи и така натаму. Ова што нели податоците го покажуваат и она што ние како искуство го имаме во долги години работа со жени кои што се жртви на насилство е дека може да и се случи на било која жена и дека кога ќе почне насилството, нели како што кажавте, можеби физичкото е она што е само видливо, меѓутоа многу често во позадина има и психолошко, економско насилство, кое што нели за жал најчесто не е видливо за другите, бидејќи се случува дома зад затворени врати. Скопјанка претепана од супругот, полицијата го расчистува случајот. 47 годишна жена претепана од нејзиниот син во Скопје. Се само дел од насловите кои што можевме во деловите Црна хроника да ги прочитаме изминативе денови. Што вели вашето искуство, искуството на националната мрежа? Зголемен ли е навистина бројот што поттикнува насилство и дали во контекст на тоа дали е зголемен бројот, бројките го кажуваат тоа или пак тоа е наша перцепција од ово што го читаме? Бројките кај нас се горе-доле исти. Добра. Со тоа што пак ќе кажам, кај нас ние имаме некако најреалната слика за она што се случува, затоа што многу често жените кои што страдаат не сакаат да пријават ни во полиција, ни во центар за социјални работи, туку само да добијат поддршка кај нас, да се информираат и сето тоа да биде доверливо и нели да бидат сигурни дека пријавувањето ќе значи помош и поддршка. Затоа ваквите известувања би рекла се добри, за конечно да се добие една пореална слика за тоа што се случува и да се известува на соодветен начин. Значи да се обелодени вистинската слика на насилството кое што жените го трпат. Така да можам да кажам дека во последно време, нели изминативе години како резултат на кампањите, се почесто се зборува, еве и на соодветен начин се информира во јавноста, што е добро за да ја добиеме реалната слика и бројка. Нели, многу често зборуваме дека има скриена бројка која можеби за некои жени никогаш нема да дознаеме што доживеале. Институциите имаат обврска да ги заштитат жртвите и казнат сторителите, барем така вика законот, но како е во пракса, што вели вашето искуство, дали на вистина институциите доследно ја вршат својата работа? За жал, не можам да кажам дека во секоја ситуација, во секој случај, за секоја жена, значи имаме еден соодветен одговор од сите институции, има добри примери и добри пракси, и тоа е многу добро затоа што во случајот кога институциите реагираат добро и кога ја слушаат жената што е тоа што и треба и како сака да биде заштитена, тоа покажува дека таа понатаму навистина има доверба и кога има повторени инциденти, ќе се охрабри да пријави наспроти нели негативните искуства кои што се уште ги има кога се случува да имаме несоодветен одговор, несоодветен однос од страна на оние кои што би требало да пружат поддршка и заштита, да жената се врати и каже јас сепак ми изгледа ова сложено, ми изгледа комплицирано, нели гледаат со мене на недоверба, така да подобро да останам нели и да трпам отколку да повторено одам и раскажувам и ги убедувам
што е тоа што ми се случува. Коригираме ако грешам, мислам дека токму овие недостатоци во системот ги демотивираат жртвите гласно да зборуваат за насилството. Да. Тоа е тоа. Тоа е тоа што ги демотивира, затоа што многу често, нели, ако околината во која што живеат го гледа на насилството како на нешто нормално, ако блиските исто така и викаат не е ништо страшно, као ајде помири се, смири се, немој да го нервираш, немој да го провоцираш и така натаму, жената и кога и од институциите ќе добие одговор дека тоа не е ништо страшно и дека не треба да претерува и да пријавува, него да си го гледа, нели, семејството и бракот, жената целосно ќе се повлече и нема веќе да бара помош. Целта на овие разговори низ години во Фросина не е да обезбедиме привремено решение на проблемот, туку да изградиме еден концепт на живење во кое што насилството не е присутно. Каков е вашиот впечаток? Не оди ли ова од рака низ годиниве? Па има аспекти кои што навистина се подобрени. Добра. Нели, бидејќи јас долго време работам на ова, еве, соодветниот начин на информирање од страна на медиумите, покренување на свеста да се повеќе жени и девојки препознаваат и да им е неприфатливо она што им се случува. И ќе кажам, има и добри примери на институции кои што имаат професионалци кои што континуирано се едуцирани, се поддржувани и работат соодветно, меѓутоа имаме искуства каде што, нели, ставовите на професионалците за насилството, што е насилство, што не е насилство, колку е тоа сериозно влијаат на она што тие имаат обврска да го направат за да ја заштитат жената и она што цело време низ годините ни се провеува е дека имаме недостаток на услуги, бесплатни и квалитетни, достапни низ целата земја, нели, не е само Скопје, каде што навистина ќе може нешто да им се понуди, што на нив им е потребно и одговара. Не тоа што си го замислуваме, нели, дека треба да и го понудиме, него тоа што таа го бара. Каква помош и поддршка и на колку жртви на родово базирано насилство нуди националната мрежа во моментов? Бројката е, нели, на месечно ниво околу 45 до 50 жени, со тоа што некои жени се жени кои што континуирано ги поддржуваме, не се тоа постојано нови жени, и тоа е многу битно. Нели, многу често се случува првата пријава, ќе постапат институциите, ќе превземат она што е потребно и после тоа ги снемува и стануваат спори. Нашата цел е, значи, покрај поддршката од социјален работник кој што би ја поддржал во целиот тој процес на пријавување, да добива психолошка поддршка и советување и за нејзе и за малолетните деца доколку ги има, да добие правна помош, значи и како совет, меѓутоа и како застапување во постапките, што е многу значајно за нив, бидејќи некогаш не ги исполнуваат условите за бесплатна правна помош или тоа е уште една процедура кај што треба да собираат документи и нудиме и поддршка во однос на домување, кога, например, е завршена потребата од згрижување во засолниште, и понатаму им потребна финансиска поддршка за да можат, нели, одреден период да живеат самостојно со малолетните деца или сами. И често сме зборувале во Македонија наутро дека насилството како модел поттикнува насилство. Како да се однесуваме кон децата? Како нив да ги заштитиме да не го превземат тој модел на однесување, бидејќи и децата многу често се жртви во целата оваа приказна? Апсолутно. Значи, тоа е тоа што го кажа ти, моделирањето е најсилното оружје на воспитување. Многу често гледам и професионално и приватно, во последно време, за жал, како родителите зборуваат едно, меѓутоа, нели, во постапките покажуваат друго. Знаат и да викаат, знаат и да кренат рака, а тоа е тоа што детето го гледа и смета дека понатаму е дозволено и дека е прифатлив начин на изразување и на лутина и на незадоволство. Така да пораките врати му, удри го, нели, како цел да ги заштитат децата од насилство, се навистина многу погрешни и едноставно се вртиме во кругот на насилството. На насилство се одговара со насилство, што е навистина сериозно и ризично, затоа што може да доведе до повреди. Она што, нели, секој пат ние ги едуцираме девојките и жените е дека прво треба да бидат безбедни, значи никако препорака да одговараат со насилство во насилна ситуација. Туку треба да останат смирени и прво и нешто што најбитно треба да обезбедат е да бидат безбедни.
Значи да се повлечат од ситуацијата, да ја напуштат ситуацијата, да побараат помош, децата конкретно од некој возрасен, да го информираат што се случува, наместо да ги потикнуваме децата сами да ја решаваат ситуацијата со тоа што ќе одговорат со насилство. И уште едно прашање, минута само ќе ви одзема од времето, и ние родителите сме пред сериозен предизвик кога станува збор за воспитувањето и растењето на нашите деца. Ја отворивте линијата за родители и деца, па во тој контекст ме интересира колкава е искористеноста и зашто најмногу се бара поддршка и совет? Линијата е искористена, меѓутоа би рекла има простор за уште да биде искористена. Еве ние отворивме и вторник ден каде што се одговара само на албански, се со цел да бидеме колку што е можно подостапни за родителите и да им обезбедиме соодветна поддршка. А јавувањата се различни, имаме и вакви јавувања во однос на деца кои што не се снаоѓаат или трпат некаков облик на насилство во градинка или во училиште. Меѓутоа и низа предизвици и потешкоти во однос на говорот, во однос на исхраната, во однос на користење на електронските медиуми. Значи, најчесто е во насока на тие поставување на правила и граници, како да се направи тоа, како да се биде цврст, нели, од една страна, да се биде упорен и доследен, меѓутоа да не се биде насилен, да не се вика, така. Во тој контекст се јавувањето. Благодарам, Фросина, за отвореноста за соработка прво во Македонија. Наутро секогаш имаме актуелни теми на кои што ќе говориме и во периодот кој што следува. Благодарам за отстапеното време. Ти благодарам и тебе.